Почетокот на 2016 година значи почеток на нови проекти поврзани со земјоделието. Во ова издание на земјоделската емисија Агроспектар, почитувани гледачи, ви представуваме дел од активностите кои неодамна беа објавени од страна на Министерството за земјоделие, но и од владата на Република Македонија. 2 милиарди 46 милиони денари или над 33 милиони евра ќе чини годинешната програма за рурален развој и поддршка на земјоделството. Истата ќе биде наменета главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што им е потребно. Програмата исто така е наменета и за општините во руралните средини, за изградба различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Таа нова програма за рурален развој за 2016 година е во износ од 2 милиарди 45 милиони денари, нешто над 33 милиони евра, и ќе биде користена главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што е потребно за нив, и за општините во руралните средини, за изградба на различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Локални патишта, водоводи и слично, кои што се во полза на земјоделците. Така што, наскоро, откако ќе се усвојат програмите на влада, ќе започне објавувањето на огласите за конкурирање по оваа програма. Инаку програмата е правена согласно потребите на земјоделците во соработка и директна комуникација со земјоделските здруженија, и ќе влезат проекти кои што или се веќе започнати и се во тек, или сега ќе започнат нови проекти, така што ќе биде исклучително важна за развојот на руралните средини во Република Македонија, чии што општини немаат високи буџети и имаат потреба од дополнителна поддршка од буџетот на Република Македонија. Оваа влада тоа го прави редовно во поддршка на земјоделците, но и во поддршка на селата, руралните средини, бидејќи покрај земјоделците и оние кои не се земјоделци во некои помали општини, кои што имаат земјоделие, но не секој е земјоделец, и тие ќе имаат полза од тие локални патишта, од тие водоводи и така натаму. Така што тоа е силна поддршка која што и ова и наредните години ќе ја продолжиме како влада. Владината поддршка за развој на аграрот, модернизацијата на земјоделскиот сектор и руралниот развој продолжува и понатаму. За потсетување, во минатогодишната програма предвидени беа вкупно 140 милиони евра финансиска поддршка која земјоделците ја добија за земјоделско производство. Според програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството беа предвидени 102 милиони евра за развој на земјоделското производство, а од програмата за рурален развој предвидени беа околу 33 милиони евра. Според податоците од програмата за финансиска поддршка на земјоделството, најголем дел од субвенциите, или 50,6 милиони евра, беа наменети за растителното производство, 34,1 милиони евра за субвенционирање на сточарството. Од дополнителната поддршка за развој на земјоделството на 326.000 евра изнесуваат субвенциите за прием и осигурување, а помошта за заштита на земјоделско земјиште минатата година беше предвидено да изнесува 32.000 евра. Со програмата за финансиска поддршка на земјоделството минатата година беа предвидени 3,8 милиони евра за исплата на субвенции од претходните години. 2 милиона евра до 2017 година има Македонија од ИПА-2, програмата за јакнење на задругарството. За задругите во Македонија има многу поволности и од буџетските средства. 90% се субвенционира набавката на механизација, 30% се поголеми субвенциите, а се плаќа и менаџерот на задругата. Затоа од ИПА-2 по 2017 година Македонија ќе добија дополнителни 1,5 милиони, а ќе може да ги искористи до 2019 година. На оваа тема работеше мојата колешка Катерина Нацева. Клучен предизвик за македонското земјоделство и понатаму останува како земјоделецот да произведе повеќе, поквалитетно и тоа да го продаде. Најбрзи и најдобри резултати може да се постигнат преку здружувањето во задруги, смета директорот на Агенцијата за потекнување и развој во земјоделството Игор Златков. Советите преку секојдневната комуникација со земјоделците, Златков вели дека треба да ги дадат посакуваните резултати. Здружувањето значи не само бенефит од аспект на финанси, туку и атрактивност кон пазарот. Колку поголем приноси, колку поголема количина на производ ја има земјоделска задруга, толку ќе бидат поинтересни и поатрактивни на пазарот, затоа што новите преработувачи и откупувачи бараат големи играчи на пазарот, сакаат да склучуваат договори, тоа е точно, но не со многу мал број на со мали производители, туку со
големи производители. Баш такви се и земјоделските задруги. Златков ги охрабрува земјоделците да се здружат. Работата во ваквите задруги е регулирана со закон донесен пред 2 години. 14 земјоделски задруги веќе ги чувствуваат бенефитите. Тогашните кооперативи со денешните земјоделски задруги немаат ништо заедничко. Во тогашните кооперативи остануваше земјиштето и целиот имот на кооперативата, односно на државата, додека сега сите членови си влегуваат во земјоделска задруга со свој имот, со тоа што при несакано расформирана земјоделска задруга си излегуваат со тоа со што имат вложено во земјоделската задруга. Нигде не е напишано дека и не е правило дека мора секој поисто да има во земјоделската задруга за време на членувањето. Може да биде со различен имот, односно со различни капацитети, со тоа што за истото, за профитот од приносот и од субвенциите ќе си биде делен согласно кој со колку има учество во земјоделската задруга. Во светски рамки, земјоделските задруги веќе функционираат, како на пример Холандија, каде 92% од фармерите се членови на земјоделските задруги. При распишување на програмата за рурален развој и набавка на механизација за земјоделски задруги, 90% има повраток на почетната инвестиција од набавка на механизација. Тоа значи дека доколку земјоделската задруга, која што има 10 члена, инвестираат сите по 10.000 евра и со 100.000 евра купат земјоделска механизација, на крајот ќе им бидат вратени 90.000 евра. Што значи за 10.000 евра сите 10 члена можат да имат инвестирано како да купиле за 100.000 евра. Тоа е само за механизацијата. Но при агрохемиски анализи има повраток на инвестиција од 70%, затоа што пак индивидуалните земјоделци е 60%. При осигурување земјоделски имоти имаат повраток од 70%, затоа што ќе индивидуалните земјоделци исто така 60%, и има зголемени субвенции за 5 до 10%. Она што Македонија треба да ја приближи до европските стандарди кога станува збор за здружувањето на земјоделците, оваа влада го поттикнува и со зголемен износ на субвенциите. Со почетокот на оваа година започна и нови проекти и мерки кои владата на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделието и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој започнаа да ги имплементираат. Се решава проблемот со стажот на околу 400 земјоделци. Со овој проблем, земјоделците се соочуваат многу одамна. Од почетокот на годинава почнуваат да важат законските решенија кои овозможуваат на земјоделците во нивниот стаж да им се смета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со цел да можат да го исполнат условот од минимум 15 години работен стаж за да остварат старосна пензија. Законот предвидува, доколку осигуреникот нема целосно утврден стаж на осигурување по 1 јануари 1989 година, заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија, да му се смета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците кој се применуваше од 1978 година до 1988 година, доколку бил пријавен во осигурување и придоносот за тоа осигурување е платен во време на важењето на овој закон и доколку изврши уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за периодот 1 јануари 1989 година до исполнување на условот од 15 години стаж на осигурување, доколку бил пријавен во задолжително социјално осигурување по 1 јануари 1989 година. Законското решение беше предложено од владата во август минатата година. Со него се создаваат законски можности околу 400 индивидуални земјоделци кои имале проблем со недостиг на стаж да се стекнат со старосна пензија. Со законот им се излегува во пресред на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број граѓани кои се соочувале со овој проблем и неможност да остварат старосна пензија. За оваа мерка владата ќе одвои околу 34 милиони денари на годишно ниво. Покрај ова, поради зголемениот увоз од Србија и нарушувањето на пазарот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава преку програмата за директни плаќања планира да обезбеди дополнителна поддршка во свињарството. Дополнителните субвенции се предлагаат да се зачува секторот. Во периодот од октомври до мај, кога ќе има пад на побаровачката на свинско месо, ќе бидат обезбедени дополнителни субвенции. Ако грлото е тешко над 120 кг, одгледувачот ќе добие плюс 1000 денари. Поддршка ќе се даде и за чување на месото во ладилници. За ова државата ќе ги плаќа трошоците. Ова се новитетите кои беа објавени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделците пак велат дека изминатата година за нив беше успешна. Она што го замислиле го оствариле.
Крајот на 2015 година беше најсреќен за фармерот Јупчо Јовановски. Го доби долго очекуваниот трактор, за кој вели дека ќе му биде од корист при вршењето на земјоделските работи. И во минатото општество многу малку се посветуваше внимание на земјоделството. Да, се очекуваа резултати, меѓутоа без директна помош на Министерството или во тоа време Секретаријатот за земјоделие. Сега сме презадоволни како општина, бидејќи ние како Чашка немаме можност за технолошки индустријски зони. Имаме можност само за земјоделие, квалитетно земјоделие, еколошко земјоделие, меѓутоа и стручни лица кои што ќе бидат покрај нив во секој момент кога ќе му треба. Бидејќи без една заедничка соработка резултатите ќе ги нема. Бидејќи ме прашавте колку има, па најмалку во наша општина имаме 100 од почетокот на самата програма зборува. Кај овој човек со 75% мислам учествува агенцијата за финансиска поддршка. Јас како што кажа и потоа ќе каже и првиот човек на нашава тука регионално да го кажам агенција ќе ги покаже поточно информациите, меѓутоа и во иднина ќе им излегуваме во средба да земјоделието кое што е тешка гранка, меѓутоа ние ќе гледаме да им биде што полесно, да се постигнуваат резултати, да останат младите овде. Не е целта да речеме сега да се поделат само трактори или било каква друга механизација, а потоа кога по некој природен пат нели сите не сме вечни во некоја старост ќе се замени од овој свет, да останат тука младите да ги продолжат работите кои што ги работеле нивните родители, а ќе го продолжат само ако биле задоволни. Целта е да бидат земјоделците задоволни. Воопште не е важно дали ќе го превземе ние како локална самоуправа или централата ќе го решава сето тоа. Ако до сега оди добро, а до сега гледам дека земјоделците се задоволни. Кога во другата фаза кога ќе премине на децентрализација, по автоматизам тоа веќе ќе дое кај нас, меѓутоа јас се надевам дека дотогаш ќе биде целото издадено, па нека си бидат луѓето кои што работат на по линијата задоволни, а ние како општина ќе бидеме покрај нив заедно и со централната власт. Овој трактор го добивме 75% повратни средства, тоа сепак не е малку. Се надеваме дека што повеќе ќе произведеме за нашата стока, бидејќи сама знаеш дека имаме околу 1000 овци, работиме да се зголеми стоката. Така, околу 30-40 хектара земја работиме и така сепак со нова механизација ќе се дојде до поквалитетни родови и така. Секоја нова машина е одлична. За нашето поднебје тракторот е добар. Втор трактор ми е од програмата што земам, бидејќи до вчера направивме 13 години регистриран земјоделец, меѓу првите регистрирани земјоделци, со фирма, со тоа. Заблагодарни сме и од владата на Република Македонија, и од Агенцијата за земјоделие. Така еве клучот му го даваме. Со среќа. Само последниот повик за руралниот развој, кој што тече сега моментално што си го купуваат механизацијата тракторите, имавме околу 10 добити. Значи тоа е во последниот месец. А пред тоа како што кажа градоначалникот, имаме сигурно преку 70. Значи што трактори, што приклучна механизација, можеби ќе дојде таа бројка и до 100. Меѓутоа тоа не е толку битно, битно е дека одиме ние напред. Значи со овие 3 диспрезиони канцеларии што ги имаме тука, сме блиску до луѓето, ги насочуваме. Не само трактори да земат, тие треба да имаат и добро производство и ако може да ги помогнеме и да бидат органски производители. Овој земјоделец е органски производител. Значи он има субвенција од 1000 денара за една овца и плюс 500 денара се добива за тоа. Така да го насочуваме како треба да добие сертификат. Со овој трактор ќе си произведе повеќе храна, кој ќе има повеќе храна, таа сопствено ќе се користи за своите овци кои што ги има околу 1000. Таа не е мала бројка. Нашата помош е огромна и за тоа имаме резултати. И ќе го насочиме сега и во ИПАРДот понатаму. Ако му треба поголем трактор и таа може да добие, не само тука. Се зависи тоа од него, како ќе биде и од неговите синови кои што многу му помагаат. Тракторот е платен и сега чекаме да средиме документи, да ги пуштиме за да се вратат пари. Со оваа програма може да се купи, предвидејќи да обезбедиш средства, тракторот ќе го купиш и после ти се враќаат, овој трактор е 75% повратни средства, сепак е добро тоа. Не е малце. Заради подрачјето бидејќи сте... Да, неразвиено рурално. Можности, да. Аплициравме електронски, 75% ќе добие повратна средства и тоа не е малце пари. Оваа година имавме хектар и пол ориз и бевме презадоволни од годината што даде. Имаме над 900 кила од декар или 9 тона од хектар ориз.
и е меѓу најубавиот ориз во Македонија кој што произведува на нашето поле. Така. Еве кажете ни во однос на оризот се зголемуваат ли површините под ориз? Каква е состојбата? Па нашето поле порано било со ориз, но последните години више се зголемува на големо. Секако ние од државата добијаме субвенции и сега ваа година имаме плюс по 2300 денари од декар или 23.000 од хектар. Плюс од таа што беше предвидено по 800 денари во декар. Негде ќе дојде негде 32.000 по хектар ваа година за ориз за производителите, бидејќи цената беше малку пониска и ваа година државата ни помога со субвенциите за да добиеме некоја повисока цена за оризот. Па ако не се субвенцијата, ние не може да обстануваме. Многу пари се упрашања сега. По хектар се 30.000 за оризот збројаме, а за тутунот да не збројаме, бидејќи произведуваме и тутун. Оваа година за прв пат користиме мерката од руралниот развој, односно 55-45 земавме трактор нов Солис. И сме задоволни од таа мерка што ги нуди владата овие мерки. Па многу значи за мене, бидејќи со малите механизација, со малите трактори што ги имавме досега, беа мали, сега треба со дуплак предна вуча и многу ни значи на нас. Бидејќи оризот се сее во вода и ни требаше поголем трактор и затоа ваа година ќе одиме на зголемување на површината. Плук ни треба, дрелач ни треба, рамјач ни треба за оризопроизводителите, тоа е најбитно. Тие се основните работи што треба еден оризопроизводител да ги има за да произведува ориз. Поеднакво се застапени во мојот предел и лозарството и градинарството, така да ова година беше добра за лозарството, пошто лани имавме доста проблеми, ова година беше посушна. Имавме подобар квалитет, подобар род, цената беше договорена. Ние секогаш земјоделците сме за повише, што е нормално. И треба да биде повише, значи со 13 денари оваа година го платија. Кои сорти ги имате вие? Вранец, само застапено е вранец. Субвенциите голем дел ни покрива што ги добиваме од државата со трошоците. Сега 13 денари, па ќе кажам, не е доволна цена. Ја мислам дека уште 2 денари треба да се покачи, ама со субвенциите некако испаѓаме на крај, пошто се занимаваме со градинарство и така се покриваме лево десо со трошоците. Растеници, да, претежно со пиперка се насадени. За бела долга не сме во конкуренција, туку ние сме број 1, ја мислам, за бела долга во град, во Македонија. Па со незе, кој порано ќе може да стаса да произведе, поскапа цена ќе добие. Цената е константна за незе. Кога е помало производството, поголема цена, кога ќе месеците кои ќе дојдат да биде. Просечно колку беше лани, мислам? Просечно околу 25-6 денари му иде по кило. Па сега ја планирам да се обновам со повише со лозарство да ги обновам насадите. Ново производство не сме планирале, пошто сега може да живееме и од ова. Па ќе видиме како ќе донесе времето, така ќе се модернизираме. Трактори имавме стари, со овие години со руралните развои земавме нова механизација, тафе трактори, земавме приклучна механизација, имаме преку ИПАРД па аплицирано, се надеваме дека ќе ни одобрат и така стоиме. Добро стоиме со механизација. Претежно не е нова механизацијата. И јас сум регистриран и мојата сопруга сме регистрирани земјоделци, 20. Порано агенцијата постоеше и пред овие што беа субвенции, само тогаш беше ако можеш да платиш и ти свршиме работа и ни зема доста пари лево десно. А од 2008 или 2009, кога тука поактивно агенцијата уведе се, не знам за годината точно, немаме ништо да плаќаме, значи се они го завршуваат, ние ги собираме документите што ни требаат, допуна што треба, па они тие работи ги работат. Нарочито нивниот што е шеф што му е таму на Тони Тасков, раководителот Тони Тасков, он ги работи сите тие работи и другите му помагаат нормално. Добро е. Сега значи немаме никакви трошоци околу таа страна. Кој е поводот? Зошто сте денеска во ТЕО? Па поводот е едно заедничко дружење на земјоделците од овој регион. Ние сме од градско, малку подалеку од овде, али сепак сме земјоделци. Кај да сме во Македонија сме земјоделци. Оно што е интересно и оно што е нова мерка е агрохемиска анализа на почвата. Бидејќи вие се занимавате со лозарство, бидејќи сте градинар, колку ова е значено, бидејќи ќе се субвенционира и оваа мерка. Да, значено е ова мерка. Ја имам правено такви анализи, само ги правев на своја рака. Не бев субвенциониран, значи на своја рака ги правевме. Они се многу битни, пошто ние сме научени само така, континуирано ставаш и ги ставаш. Овие 2-3 години правам и се има резултати, се гледат резултатите. Па агротехничките мерки моментално во лозарството вршиме резидба на самата лоза. Кој може да стаса да ги извлече и прачките од резидбата, моментално е тоа. Градинарството сега моментално пиперот ни е сејан и у фаза на никнување.
Па благодарение на владата и пред да почне со настапување од 2005 почнав со засадување на првите лозови насади. Ова да кажем една, како да кажем, ние сами се како да наречам, само субвенционирање, не сум го кажал досега, е прв пат го кажувам, тие мои пријатели, другари таму кои живеат. Иначе јас сум комбиниран земјоделец. Сакам да кажам, првен бев земјоделец, па транспортер, сега сум и транспортер и земјоделец. Одлично си поврзувате и со пласманот да си да. работите што е. Да, Што се произведувате? Па претежно лозарство, кај нас таму е така регионот што нема доволно вода, има одреден период што е браната подлез на 7 километри од Чичево и така да имаме простор само за лозарство, земјиштето е погодно само за лозарство. И освен лозарство и житарица, други реколти тешко успеваат. Иначе што ми беше зборо да ви кажам за 2005 за почетокот, значи тие мои пријатели, другари се научија сами да калемат прачки, така да првото засадување на лозјето беше калемите од нив, прачките од нив и самото вработување на некој начин, прачките од нив, прачките ја не сум ги платив, они со прачките си купија ступци и така почнавме, значи 2006 засадив друг. Со сопствена инвестиција. Со сопствена инвестиција 2005 тоа е, 2006 пак засадив, значи 2009 веќе можам да кажам владата на Република Македонија го сасади новиот лозов насад, само ја бев извршител. Па затоа што некој да... Колку хектари стигнавте? Па се вкупно и фамилија и се и на фирмата што имам негде 9 хектари. 7 хектари е винско грозје и 2 хектара е асталско. Вода имаме само за лозов насад, додека градинарство или праска или треба повеќе вода, толку е капацитетот на браната и еден напел до без разлика не само за кајна, за секаде. Значи, ние вода имаме за 3 брани такви да се наполнат, или да се прошири, или да се наполнат. Тоа е лично моје гледање за иднината на Македонија, додека има тоа исто како кравата да ви дава млеко, а вие едно лонче да наполните, а другото да го фрлите. Ќе ни се наполни сега браната и после тоа прелива водата. Ако ќе ни треба летоска вода, ние немаме вода. Се е затворен систем и се е капка по капка, да речам по европски стил. Годинова благодарение на ланската година ни беше малце, да не речам 100% неуспешно, да не даде Господ на никој да се врати. Оти видовме што е европска клима, така да треба да бидеме сите благодарни што го имаме ова сонце македонско кај нас, само ние треба да го искористиме. Или со други зборови, владата ги дава субвенциите, ние треба да ги фрлиме у земјата да ги репрограмира, да испаднат повеќе. Значи, без разлика на се, субвенциите не се за лично моје гледање. Значи, ја почнав од 1 хектар, направив 10, доволно е толку. Значи, нема и правилни работници. Значи, не е само да насадите многу, а да не може да го произведете како што треба. Баш што ми спомнавте, треба да се одгледа, што ми спомнавте за пласманот. Дел дадов на приватни, дел дадов на мислам за извоз. Доле Гевгелија винарска визба и Волозово винарска визба. Не е платено дел, него платено е 100%. Визби имаше опција за одма плаќање, така да генерално се наплати 100%. Па успешно. Помладите би требало да ги користат наменски, сега некогаш во некоја ситуација, али и да го прошириш со проширување на производството, ти се проширува и буџетот на крајот на годината. А сега има некои си тие веќе што отишле по 60-70 години, што имат по пола хектар или 3 декари, 5 декари, него независно и да му дадат субвенции, да не му дадат, тоа му е лозија. Значи, али генерално за младата генерација голем поттик и пред се да останат оние млади луѓе во селата и да имат некој си загарантиран личен доход кој што можат, како да кажам, нормално да живеат. Оти сите се, да не речам, секој нормален човек, значи, кога ќе отиде во град, гледа подобри услови, кога ќе додете у село, ги нема тие услови и сите бега. Значи, не се работи, нели, субвенциите, едниот дел, али другиот дел, еве, па еден
Потик, значи, генерално инфраструктурата на селата треба генерално пат и најосновното е водовод и канализација општо за сите македонски села. Закуп на земјоделско земјиште имам една површина која е заедно со супругот да аплициравме, пошто тоа да го наречам мало блокче, 13 хектари. Со законот можам ја до 10 хектари да аплицирам како фирма и он аплицираше 13. И сега тој стои на отворено така, плаче за вода. Значи, генерално мине каналот, али не доволно е да се инвестира. Значи, за да инвестирате во тој блок, минимум ви требат 30, 40, 50 илјади евра за нови насади, лозарството, и тој на времето под лозар, па Вардар Гацко, бил на времето лози, стари луѓе кажува дека има многу убаво гроздје производувал, али сето тоа, значи, добро треба да се пресметаш, вие подобро знаете и банките, значи 10 пати ќе пресметаат, па после да ви дадат кредит. Така да, али генерално кај нас за земјоделието, за да инвестираш, мора да имаш обезбедено сигурна вода. А кој е проблемот? Зошто немате вода? Не, акумулацијата е помала, значи и тој што го имаме веќе насадени лозови насади во селото, ги задоволува тие потреби. На тој начин, не е ништо друго. Значи само со нови акумулации може и нови инвестиции. Генерално за мене, знаеш, најповолен кредит е оној, тоа е за одобрување. Спомна еднаш во едно излагање и министерот, мислам дека може би и тоа да се направи, значи секогаш банката бара да има сигурни плаќања. Значи еден мој апел, значи додека производителот добива 1000 евра, да претпоставиме субвенции, да може да се изложи за гарантирани 1000 евра, да кажеме, да се изложи кај банката, дока некаде 1000 евра да може да ги добие на 10 години, да може да добие 10.000 евра за да почне од нешто од нула. Како дел субвенциите да бидат некаква гаранција. Некаква гаранција и да тоа би било. А во е плюс. Значи, многу не, тоа е во ред за банката да ги субвенционира, ама побитно е дека банката може и да не ти дозволи кредит. Значи, џабе државата дава 4%, која банката не ти дава ич. Значи, генерално моje гледање, подобро би било, значи, државата да биде гаранција на субвенциите за кредитот. Епа вака, значи морам прво да дајме пофалба на владата што ги овозможи тие програми. Тука се ИПАРТ програмите и програмата за рурален развој, национална програма позната по луѓето. Имавме две програми за ИПАРТ, кои што беше едната во април, другата беше септември ќе заврши. Исто националната програма во тек, значи привршувањето беа одобрени повеќе од 800 апликации, каде што ние веќе правиме привршување и достава на скоро цела механизација. И значи тука со овие програми земјоделието може само да оди напред, да се развива, да се модернизира. Значи тоа го успешен потек на владата каде што земјоделците, значи ако не беа овие програми, тешко кој овој процент немаше да биде исполнет, значи за добивка на трактори, на приклучна механизација и се што му е потребно на самите земјоделци. Али во секој случај, значи ќе го модернизираат, ќе го усовршат, значи ќе ги намалат трошковите у земјоделието каде што може да имаат поголеми приходи, значи со помали трошкови. Значи вака, секој има различно барање. Се што е застарено сака да го обноват. Без разлика дали е трактор, дали е приклучна машина. Се што е застарено, значи што му прави трошкови, тие сакаат да се модернизираат и за тоа се тие програми за модернизација на самото земјоделие. Сработивме тоа земјоделците што сакаат, пак мораме да кажеме, успешна година имавме. ИПАРТ програмата ја поминавме добро, националната програма ја поминавме добро и се надеваме сега за исто така успешна работа и понатаму. Значи ќе имаме јавен повик за ИПАРТ во 2016, тоа ќе биде 01 2016 повикот, кај што се очекува во крај на февруар да почне со аплицирање, така да се спремаме, значи тука сме да им помогнеме, да ги советуваме земјоделците, се што е нејасно да објасниме. Па види, годината, секоја година е иста, али малку треба и ние, например, за мене претежно можам да кажам дека помина добро. Минатата година извадивме 100 овци со по 2 јагниња двојки, привидејќи малку и храната и чувањето, зависи до онакве. Млекото го даваме во битолска млекара 3 месеци, а останатото го подобне планина сирење го правиме, сирењето го потрошивме на нешто на мало, нешто на големо и така помина добра годината. А минатата беше многу потешка со синиот јазик, не фати доста стока угина,
малци имаше проблеми во јагнилото, значи правиме мојот за минатата година зимото, а летото добро поминавме, немаше болест, немаше тако и мислам дека е средно добро. Сега не може се да биде најдобро, али поминавме добро. Субвенциите, ако не се моментално, ја мислам дека ние со големите бројки на стока што чуваме, дали е овци или онакво, ќе не можеме да останеме. Оти сега еден овчар да оплатиш 500-600 евра, а не е само ти еден, рачуе тројца, четворица, значи јагнето оти 20 години, јагнето е една цена. Од 140-150 динара тука се движи, а храната се покачува, сите трошкови се покачуваат, значи ние со тоа што ќе го произведеме и да го продадеме, не можеме да останеме. А субвенциите, значи, ќе ни дојдат така добре дојде и да се даваат во вистинското време. Например, кога е жетвата, да можеме ние храна да купиме за стоката. Или за земјоделецот, кога треба прехрана, кога треба, или во сеидбата. Значи, кога имаш пари, имаш и подобар приход. Оди на време ќе го дадеш она што и треба. И на стоката, и на земјата. Оди се си пара свое. Кој ќе дојде периодот, значи, например, еве сега стоката треба да се храни. Ако немаш доволно пари, ако не можеш храна да купиш, нема да ги храниш, ќе нема добро јагнило, ќе нема млеко, ќе нема јагне, ќе има доста смртност на јагнијата и така парите тие што се од државата, значи ги добиваме на време, стварно, некој пат малку со онакво, али сепак се добре дојдени кои ќе ги добиеме. Општина Чашка континуирано вложува во обновување на инфраструктурата. Постојано се стреми кон подобрување на инфраструктурните услови, со цел поедноставен начин и подобрување на условите за одгледување земјоделски култури. Во последниве 6 години имаме добиено околу 5 милиони и 700 илјади евра кои што ги имаме вложено во инфраструктурата во нашата општина. Општината е голема, 800 км квадратни, значи не е мала општина, а полека, но сигурно, оние што се приоритетни населени места ги асфалтираме и резултатите кај тие луѓе кои што се во поголем број се евидентни, веќе тие живеат како во цивилизација. Полека, но сигурно, покрај земјоделството функционираме добро и во туризмот. Значи, секоја година се гради или некој хотел, или во некое населено место, како и во Теово, значи место каде што ќе можат да бидат сите оние туристи кои што ќе доаѓаат во се поголем број, бидејќи имаме голем број на рибници, ќе можат да бидат сместени, да преспијат тука, било во викендите или во некој ден каде што ќе бидат уморни да се вратат до своето место. За најголеми производители на ориз се сметаат кочанчани. Прва асоциација за кочани е оризот, но поради обилните дождови во тој регион, оризовите насади го загубија стандардниот висок квалитет. Видите, нашето поле е многу поубаво према кочанското и такво е поднебието тука кај нас и затоа има и поголем принос према кочанскиот ориз. И по квалитетен, и не се загадени нашите ниви кај што се оризот и затоа е по квалитетен нашиот ориз. За врнежите оваа година кај нас немаше многу врнежи и таа е многу значи за производителите на оризот и затоа ние имаме поголем принос према кочанскиот регион. И производителите и преработувачите велат дека сточниот фонд во земјава се намалува. Според земјоделците, причината за тоа се ниските откупни цени. И покрај државната поддршка, проблем е тоа што кај нас никој не сака да чува овци. Како и јас, така и останатите сточари што се во регионот и пошироко, што чуваме претежно малку поголем број на овци. Ние се занимаваме со ситен добиток со овци. И проблемот е кој ќе дојде ѓурѓовен или митовен, така се главуваат овчарите, прибедејќи старите што беа, што стварно знаеа, например, да чуваат, се уште има некои помладите, али многу е потешко. Оти секој млад човек сака да си биде поблиску до фамилијата, а со живата стока, со овците е тешко, 24 сати е човекот нонстоп тука. И така секој си бегаат по настрана, бараат побави услови за работа, за живење, и така моментално е стварно многу тешко за него, макар и што владата субвенцира, ама па и тие што ќе ги најдеме не можеме да ги осигураме.
некој си има трето дете, некој си има социјално и така голем проблем е за овчари. До 2017 година Македонија за консолидација на земјиштето ДИПА 2 програмата има 2 милиона евра. Една од клучните слабости на македонското земјоделство, која го елиминира обемот на производство, создава дополнителни трошоци, оневозможува примена на современи агротехнички мерки и механизација, се малите и фрагментирани површини, како и големиот број пространо раздвоени парцели. Без консолидација на земјиштето не може да се очекува квалитетно конкурентно земјоделство. Промената на постојаната состојба е комплициран и долготраен процес, особено ако се има предвид дека просечната големина на земјоделските стопанства е од 2,5 до 2,8 хектари, а на катастарските парцели 0,3 до 0,5 хектари, што е далеку под европската која изнесува 20 хектари. Проблем со фрагментираноста на земјоделските површини имаат сите земји во регионот и генерално земјите во транзиција. Македонија по 2017 година за консолидација на земјиштето ќе добие уште 2 милиона евра. Ова беше се што ви подготвивме за ова 11-то издание на Агроспектар. Со нова тема и нови соговорници се гледаме за 7 дена.